Така е, понеделник 24 февруари, ние продолжуваме сутринскиот брифинг, со мене во студиото е колегата Дејан Андоновиќ, што значи дека ќе имаме меѓународна тема. Дејане, што е денеска она што го преокупира вниманието на оние кои се занимаваат со некакви меѓународни вести? Па, она што е во моментот најактуелно, покри другите актуелности се го извојуваме, почетокот на рочиштето за екстрадирање на Асанж од Британија по на обвинение на Соединетите Американски држави дели дека Асанж направил предавање на воените и на државните тајни на Соединетите Американски држави и доколку биде екстрадиран од Лондон, му се закануваат над 175 години затворска казна. Таму судското рочиште почнува денеска. Британците треба да одлучат дали ќе го екстрадираат во САД или нема да го екстрадираат. Ке подсетам, Асанж се терети дека објавувал воени и државни тајни на Соединетите Американски држави преку својот портал Wikileaks, порталот кој беше формиран за да се објавуваат тајни и доверливи информации за исправување на правдите во светот, па оттаму и Асанж за едниот дел од јавноста представува новиот Робин Худ, кој се обидува да ги исправи неправдите во светот, а од друга страна, од другата јавност, пред се на Соединетите Американски држави како предавник кој треба да ја плати своето делување со казна затвор. Долга е таа борба на Асанж, бидејќи со години помина во амбасадата на Еквадор во Лондон, а сега продолжува со тие негови борби. Морам да кажам дека Асанж самиот многу контрадикторна личност, бидејќи и контроверзна, бидејќи нели се обидува да го натоварат, се чини со политички мотиви дека наводно учествувал во некакви злоупотреби со жени, дури силување во Шведска. Тоа го има во Шведска, да, како обвинение. Да. А се гледа еден голем напор на американците тој да им биде испорачен да може да одговара пред нивниот правосуден систем со една, би се рекло, навистина обвинување кои што ги загрижува оние кои што се грижат за слободата на говорот, за слободата на печатот, бидејќи Wikileaks која е една исклучително контроверзна платформа и на која што се испостави потоа дека објавувале своји информации и некакви држави, не само многу држави објавува. Така е, не само овие што се свиркачи и така натаму. Сега ќе видиме како тоа ќе се одвива понатаму. Што има друго во светот, Дејане? Јас ќе го издвојам само ова околу Асанж, па ќе направам една мала паралела со Доналд Трамп, а тоа е дека Доналд Трамп неодамна му понуди на Асанж помилување, доколку тој изјави и потврди дека администрацијата на Трамп не стои за да ние објави на мејлови, контраверзни мејлови и мешање на руските разузнавачки служби во неговата победа. И кога сме кај Трамп, во моментов траje номинацијата за барање на председателски кандидат на Демократската партија за председателските избори, таму победуваат секојдневно различни во различните тие номинации, победуваат сега и Берни Сандерс, кој победи во последната федерална држава, каде што Доналд Трамп шеговито изјави супер, таква будалетин како Берни Сандерс ке му одговара доколку му биде контра кандидат на избори. Ние не би се впуштале во квалификување на кој. Јас само го цитирам, се разбира, да, но ми е интересно и биде интересна таа трка. Да, ми е интересно до каде оди реториката со цел да се дисквалификува политичкиот опонент и до каде оди пазарот пред малку за Асанж, што реков дека сите овие 175 години можат да паднат, доколку тој само изјави дека администрацијата на Трамп не е вмешана во ниту една контроверзија. Меѓутоа, факт е дека на Трамп му расте рейтингот, тој се уште не е над половината или за некакви, меѓутоа му расте рейтингот со почетокот на кампањата. Од друга страна, кај демократите имате жестот судир помеѓу радикален социјалист како што е Берни Сандерс, со еден мултимилиардер како што е Блумберг. Но и Џо Бајден не е за отфрлање се уште, особено поради неговото искуство. Сашо, таму работите ќе се заплеткуваат уште повеќе, но факт е дека Доналд Трамп изминатите месеци со своите потези кои ги направи
од Венецуела, Иран, па и Косово, се покаже дека очигледно неговиот тим знае како да му подигне рейтингот, бидејќи он секојдневно повлегува во едни други вербални стапици и поради тоа на моменти може да се избламира пред јавноста. Ќе видиме како сето тоа ќе изгледа, но ќе потсетам, кој ќе биде победник на тие претседателски избори, некако и светот поинаку ќе се... Го прашаа некни Блумберг, дали е можно во председателската трка да видиме двајца милиардери кандидати, мислејќи се разбира на него и на Трамп. Да. А Блумберг одговори кој е вториот? Кој е вториот, да. Токму затоа велам, кај нив риториката и тек допрва ќе биде интересна, но факт е дека што ќе се случи таму во ноември, така и ќе се проектира идната политика во глобални рамки. Ќе биде тоа една интересна, возбудлива и веројатно многу валкана И неизвестна, трка, ми се чини. неизвестна, во која што парите, а се работи за стотици милиони долари, го вртат тој свет.